Што е денес петока? Шо да правам петок, пичко матеро, недела е карпул. Готово више приказната е завршена, односно недела 18 час од карпул караоке повеќе нема да го има. Ама не очајувајте, нешто ново доаѓа, нешто возбудно ќе биде, многу интересно, многу впечатливо. Добро бе Стефан, не се пали, ќе биде све. Денеска е петок, се дружиме со Боби Beatbox, дечкото кој што започна на македонската YouTube сцена, можеби меѓу првите, ако не и прв како јутубер. Немој да ме карате, не сум сигурен. Затоа денеска одлучив да му дадам шанса и да си дадам шанса да се дружиме, да разговараме на некои интересни теми, го снимам денеска карпулот во петок заради тоа што од следната недела ќе има нешто ново интересно. А бога ми викендов одам за Белград. Вие го гледате ова видео, јас веќе сум во Белград и се надевам дека нема да ми бидат дупнати гумите и нема да бидам тепан. Neće ući više u Srbiju, brate. Pazi šta ti kažem, neće ući u Srbiju više. Одиме да се дружиме со Боби Beatbox, ќе испееме негови две песни, а бога ми интересираат многу прашања, односно да видиме какво гледиште има Боби Beatbox на денешната YouTube сцена и кој е најдобар јутубер за него. Се гледаме со Боби. Ај. Иначе дечки, се потрудив да ги научам неговите песни, ама не ги знам. Се надевам нема да ме истепа Боби Beatbox. Ама затоа ќе ги читам, ќе ги пееме заедно. Ќе биде добро. Еве го Боби. Ајде господине. Добар ден, директор. Добар ден. Како си, Боби? Супер. Шо преш? Е, го стави појасот, деби се верувам, зашто? брат. Јас сум сега Трет. по појас. Трет, брат, си ти. Да. Таско, табара, тој деска Боби. Толку. Толку. А сега појас. Ова од југото ти е навик или Да. како ќе буде, да? Да, од тежок ризик да ти кажам. Фала ти што прифати да снимиме, се подружиме малце, прво не ова интервју, не ова телевизија, да не се сеќаш така. Ова е YouTube, брат. Не, бе, не. Знаеш што е YouTube ти? Отрепнат сум, да. YouTube си снимал некад, запознаен си или послабо? Слабо. Како мал. Кома? Ей брат, ти си меѓу првите јутубери и затоа баш размислувам толку период да снимаме со тебе и мислам дека нема да прифатиш, бидејќи еве не дека си неактивен, ама си неактивен. Да, инаактивен сум малку. Неактивен си. Малце сум на shutdown. Мислам На дека е едно од како да кажам, најбитните работи што ги направив. Да? Да. Така се чувствуваш? Да, така се Баш така чувствувам. сакав да го почнем и ова Значи интервју. можеш да ме прашаш што сакаш, знаеш, контраверзно. Што сакаш можеш да ме прашаш. Чекај. Ако сакаш праша ми курот колкав ми е. Колкав ти е, брат? 20. 20. Лаже бе 100% да ти е. Сакаш да го? Не. Седи у пичку материну. Брато, дали ти помина години и пол од таа ваша фамозна драма, Аха. се каеш што не си, абе откажан си се, реално брат си откажан од YouTube. Не сум Пошто- тотално, не си тотално, ама те нема, те Ја нема. дека не направам видео, дека тотално се откажам. Не се откажан. Не се откажан, Добро, не да. си откажан, ама те нема. Да, ме нема. Многу битна одлука ти викам у мојот живот. Решив да променам некои работи, значи првично за сцената. Тоа ми беше најпрвично, сакав луѓето баш за видеото некаде кога мене ме нема, дека е малце shutdown со YouTube. Али многу ми се допаѓа што искочија нови јутубери, нови фаци се појавија, значи немам никаква конекција со сите, ги оставив луѓето да размислуваат онека сами со себе, да почнат сами да се пронаѓаат. Не ја да ги пронаѓам нив за они да го отпочнат се за тоа, али мислам дека сами тоа нека за да го отпочнат се за тоа, и мислам дека е добро одлучка. Имаш титулата татко на македонскиот YouTube, за мене искрено налути само за мене тоа е многу смешно. Не Да, знам како некој би бил татко на социјална мрежа. Но ете ти си бил повозрастен, си им давал ум на помладиве. Деца биле тогаш, нели? Они беа 16-17 години, јас сум 10 години постар од нив. Вајда така татко некако. Па, Да те викам тата Боби. да викај ме тате. Тата Боби. Тата Боби. Не. Дали мислиш дека ти си виновен за успехот на GP Стефанатор? Што мислиш? Дали бидејќи ти им помогна Дали- во почетоците например? Што мислиш? Види, Многу интересно. јас само ќе кажам дека ја бев тој што кога они сака да се откажат ги вратив. Значи 90% од јутуберите кои што тргнаа да се откажуваат пошто не идеше, многу беше слабо гледаност. Ние кога почнавме имавме рачуне по 50-100 прегледи. Сега било кој да стави од онака од курташак има 100 прегледи. Да, ме сега. многу потешко А ние беше тоа ваше, беше да. многу потешко рачуне ти сабскрајбери. Со месеци сум имал 10, 15, 20, ме сваќаш. И многу поразлично. Месечно бе. збориш? Да. Тоа е многу малце, реално. И многу, како да кажам, многу се успорија работите, почна да се откажуваат луѓе дека демек за џабе го правиме се во ова. Ја бев тој што онака ги подрешен, викам, ај барем ради хоби, знаеш како тоа е што Да. тоа ти го сакаш. И плюс имаше многу надеж у тие јутубери затоа што знаеш на кога
ќе видиш ти у дете дека се труди, сака да работи, ми е многу чудно. Мисле, дете сака колички, треба да ги уди раме, разбира, да се заебава нешто, мисле, ова веќе посериозна работа беше и знаев дека можат да успеат. Мисле, и ден денес знам јутубери кои што се, не знам, бројан у едитирање у Македонија, бројан, не знам, у идеи, бројан у све са што музика, ти реков мече, секој има нешто нека почнува да си го пронаоѓа талентот и се одделува и станува врв у тоа. Мисле, искуството е тоа сепак што ти помага да успееш, како да речеме у број 10 да си најдобри. Да, ќе те прашам, многу ме интересира како може од човек кој што им помага на сите да дојдеш до ситуација човек што изгубил се или одлучил да се тргне од сите, но чекај, ми текна нешто, сакам да заборев на најавата, да го поддржиме Стефанато во моментов, сигурно се што се деси. Поддршка голема до Стефанато, што сме имали ја и ти не е искрено битно за ваква ситуација, дај Боже да се средиш, дај Боже да се вратиш и сакам да оздравиш. Една љубов, брат. Јас ќе читам, не ја знам, брат. Да. Морам. Ја пишал, Не, тука имаш. На спотот ќе се читам. Да, гледам. Ти ќе твоеш моиш. На цела YouTube е страна. Колку сме бројни кога ќе замижам јас овака. Ми се појавува македонска фаланга. Сите во еден глас, идеме во напад, не знам од кај да почнам за добро да сум сватен. Работам со цел за да бидам добро платен. Сега ќе речеш дека сум се шитнал јако, нема никогаш да сватиш како е Да си во бракот. Има луѓе кои што парите му се нешто минало, има луѓе на кои им требаат и тоа хитно, има луѓе кои за те народ би дале се. Ме сваќаш зашто никад не си бил ти скиначе. Ютубот ме научи да работиш тотално сам. Со секој фан Си приморан саб за саб. Господ ти дал, дар ти дал и една шанса. Самиот одлучуваш дали ќе ја фрлиш во канта. Затоа е тука факта да ни помогне во сонот. Да живееш за тоа, за да го допреш кровот. Мојот единствен одговор на се во ова е да, затоа што е подобро Од било која работа. Чак, дали имаме контакт? Полека, сигурно, но идеме со факт. Посветен максимално како татко на секој. Време да го дадам срцето дури за некој. Чак, дали имаме контакт? Полека, сигурно, но идеме со факт. Посветен максимално како татко на секој. Ова е, брат, хитче ми мајка. Дадам срцето дури за некој. Ова е права бомба. Ютубот стана како да е телевизија. Втора Прва е се. Брат. Како да си дома на секој раз има Ютуб. Ова е реклама? Ова е реклама? Ме полека си расте. Дојдов овде на видео секам се лепам како фластер. Пишеме ко статик тастер. Ме бркам како Каспер. Се знае ли зашто Бобо е во трендингот мастер. За 500к немам зборови за фала. Ко сакам Ютубот, не ве зезам, не е шала. Кога снимам клип, сите ме мислат за будала. 30 минути си вътре според Рихтерова скала. По реклама, Македонија да скоро доаѓа. Дојде. Чака, да имаме контакт. Полека, но сигурно, но идеме со факт. Добро, убава песна. Една од песните со кои што се гордеам, Искрено- затоа што се имам на Брат, искрено за тоа време песна е многу хит. Не знам, тоа време ни Бака Прасе уште не вадеше песни. Не. И на балкански YouTube многу ретко имаше да се види песна, зборам од јутубер. Да. Убаво на крај си стаи, наскоро доаѓа YouTube Македонија. Пред 11 месеци имаш стајано видео кај што објаснуваш, односно насловот е мислете што сакате. Да. Ама за мене како гледач, не како јутубер, не ми стана јасно, а дознам приказни за тие ваши фамозни пари. Сега цифрите јас што ги слушнав какви били, за какви цифри си имат испокарано, се смешни. Да. Но дали е точно, еве во видеото GP кој што го направи тогаш, дека ти си ги украл парите? Овака, ќе почнем од скроз од почеток. За да нештата станат јасни, е тоа дека ја гледав со цел да биде да се оствари историја на сцената. Значи да имаме по нешто на YouTube што ќе го памтиме, што ќе остане за веки векови, што се вика. Мене тоаш парите, ама баш тотално не ми интересира. Ја потпишав договор со фирма која што ми помогна околу работите кои што јас ги имав осмислено. Добро. И не потпишав цифра со нив. Јас со нив се договорив, викам парите сега моментално не се битни затоа што не можеш да знаеш колку публика ќе имаш, не можеш да знаеш пошто ти идеш и плюс на ризик. Вие сте договорени на процент да заработите од карти, така јас такви информации имам, а не да... Во договорот, еве ќе ти кажам, во договорот немаше никаква цифра, значи без пари.
значи ние се договоривме, ќе седнеме и заедно ќе одлучиме кој колку што како пари. Значи први беше колку пари ќе направиме, па после ќе седнеме, затоа што ти викам идевме на ризик, не знаеш дали ќе отидеш у минус, тоа беа многу големи давачки ти рачуне, сала да платиш, обезбедување да платиш, спонзори ти реков ми рече, Добро. значи штампање, карти 300, значи тоа се огромни пари давачки кои што ги имавме. Ние скоро едва ги покривме сите тие трошици. Јас знам ние дека имавме нема, околу 2000 луѓе. Тури продадено информација карти. ќе ти кажам дали е точна, ти Е. потврди ми, немате никаква заработка. Заработката е околу 2000 евра и тоа некако ќе се поклопи со спонзорството тогаш на Фанта. Уште помалку. Уште помалку? Да. Уште помалку, И добро. тие требаше ги поделиш на 13 души. Е тоа. Како сега- може еден човек во ситуацијава, не ме сваќа Да. дека те напаѓам, Мгм. да, ти си бил највозрасен, но еве јас сум сега јутубер, јас никош не би дозволил некој друг да работи со моите финансии. Како може да не се постигне никаков договор и после да се доаѓате ситуација детска да се карате за 50 или 100 евра? Работата беше ова беше прво и пробно. Така. Затоа викам, мене не ми интересира парите во моментот, мене ми интересираше како сето тоа ќе го изреализираме, како сето тоа ќе бидне, затоа што искрено не бевме спремни ама баш на ништо што ќе се деси. Добро. Значи дури и јас очекував да никој не дојде, што се вика. Значи ја бев у ризики да влезам у минус, затоа што јас не сакам сите нив да ги ставам у минус. Зашто ја да речем, ај Лазаро, сега заебавме работа, дајте сите по 500 евра, Да, дужиме, да. така? Никако. Значи јас ја земав таа одговорност затоа што не можев да дозволам да сите тие луѓе на кои што сум им ветил историја, ме сеќаш, да им речам ајде сега сите по 500 евра, малце ќе беше смешно, нели? Тогаш уште по-лоше ќе завршев, ме сеќаш? Така. Вака мислам дека чинот го направив, успехот го постигнав, а тоа за парите да ти кажам, кур ме боли. Така, Што така, сакаат нека мислат затоа што јас моето тоа што го ветив го направив и за парите, ама баш буквално ја ќе ти кажам и моите пари ја ги поделив на сите. Ја не земав денар затоа што јас осетив дека оке, се лакомите за пари, сакате пари, дави ги. пари. Ма сеќаш? Да, дури имам информација дека повеќе од 7 месеци не ви ги исплаќа лепа текст ги зеле после тоа време, Да, не е битно. да, Ова е да, тоа не едно беше- прашање, многу битно и сакам да ми го одговориш искрено. Се Дај. чувствуваш ли фино за Не, целокупната ситуација? Не, воопшто. Зошто тогаш престана да снимаш? Престанав да снимам затоа што сакав јас малце да се посветам на мојот живот, затоа што ја изгубив 6 години на YouTube. Знаеш и ти си јутубер, знаеш колку време одзима. Рачуне сега јас плюс работам и плюс YouTube терам и плюс од дома нешто работам и тоа ми одзима тотално време. Значи ја добро. имам 31 година брат, мене ми е време да се женам, мене ми е време да гледам малце Деца. понапред у животот, ме сеќаш, значи веќе за мене детските игри полека треба да завршуваат. Абе види, да, види за мене јутубот повеќе не е детски игра, јутубот моментално станува не е телевизија втора, туку прва Так. и не знам сега дали да го прифатам твоето одговорното твое мислење заради тоа што моментално ако си стварно сериозно популарен јутубер можеш многу повеќе пари да правиш од било која друга работа Да, во државава, да. а во тој момент ти си па и најпопуларен јутубер. Не би Па со рекол. GP тука сте веќе. Не би рекол. Јас тие спонзорства се што ги добивав, јас секогаш ги препраќав на други јутубери. Со оглед на тоа дека ја тие пари што ги вадев од YouTube, ја им купував на другите јутубери опрема. Значи јас бев тотално вложен во тоа да јас кој што ќе го препознам како талент, сакам да остане на YouTube. Затоа се тие контраверзни мојавите и татко на YouTube и такви работи, затоа што баш на некој начин јас се грижав за сите. Така. Сеќаш? Ја имам, не сакам да спомнам сега кој јутубер, живее у колива брат, од кал направена и 300 чуда ден денес е еден од најдобрите едитори во Македонија. Разбираш? И никој не го гледа тоа. Знаеш и ти самиот како јутубер. Да, Не знам како е Види, со сега во маркетинг и овој момент далеку од тоа што било YouTube сцената, зборам заради тоа што YouTube стана бизнис. Во тоа време, барем јас така го звучувам дека малку и било детска игра, пари немало толку многу, а во моментов па еве ја на моите бројки веќе заработувам 3 месечни плати, може да се каже, за разлика од ваше време кога со 80 сабскрајбери можеби GP правил максимум 500 евра. Тоа што не се кузна затоа денеска. Види, сакав да пуштам и втора песна, ама мислам дека имаш многу поиша каеш да пееме, затоа нема да пуштам втората песна. Кажи ми сега мислење за новава ера на YouTube-ов. Како човек што ја започна пред 6-7 години, што мислиш сега? Еве, колку сме? 5-6 души што активно снимаме. Немате груба, брат.
не се почитувате и не се сакате толку што ние го правевме сето тоа. Затоа и многу луѓе и ден денес уште жалат за стариот YouTube, си ги слушал тие муавети као на времето. Значи, ја тоа што успеав да го направам, ја ги собирав цело време луѓето. Митапи, дружења, сме се собирале кај мене дома, мислам, сме правеле муавет, дај да снимаме нешто да направиме. Цело време сме биле у контакт, сме ги реализирале работите тоа што ти кажам како група, друштво, ме сеќаш. А денешно време ти си сам, он е сам, вие да се дружите, се гледате се ова, се она, ама вие не соработувате на таков начин кој што ние сме соработувале. Сега тоа фали во новата естрада, да речем на YouTube. Треба малце повеќе генг, ме разбираш? Да, треба повеќе се слагам. дружење, треба по друштвени игри, ме сеќаш, нешто што ќе ве спои сите заедно, така неш викаат по еден мозок и два мозоци различно размислуваат, ме сеќаш. Апсолутно, така е, апсолутно. Почна да се снимаат малку различни видови на видеа. На страна тоа. Да, а кажи Контент си е контент. Ај кажи ми вака сега искрено, ти си веќе моментално исто. Нели гледаш искусен јутубер, кој за тебе моментално е најдобар, а кој е најлош јутубер? Најдобар јутубер е Благадуша, бро. Ле, бра, застани да излеза, ба пичка ти. Ајде, лечи се у пизду матер, Ставре е најдобар јутубер. Не, вака, пази сега, Бро, нема ќе ми тегне никад. Благадуша, ало бре. Поздрав за Благадуша. Не, поздрав за Благадуша. Поздрав за Благадуша. Слушај, Не го викна на YouTube Македонија. слушај, после се што претрпе, он е се уште на сцена, брат, не се дава, бе, разбира. Фешти, Најинајат јутубер, сите време. Фешти си спот. Не, не можам да одберам најдобар. Значи, според мен најдобар треба да е квалити. Значи, треба квалитет. Има ли квалити? Многу ретко, затоа што многу голема инвестиција, знаеш и самија. No. За добра квалитет треба да имаш многу добра инвестиција. Да, Тоа се да бидеш возможно ако Благадуш. Ситуација. Не, се шалем, значи. За најлош, не знам, многу има. Благадуша. Многу има. Многу има, да. Добро, Боби, мене ми е колку и да, не знам за тебе, брат, сум слушал 350 муавети. И не се знаеме лично. Да. Лош си, ваков си, манипулатор си. Ја луѓето ги проценам како се однесуваат со мене и лично јас не се замарам со тугите мисли. Да. И многу ми е криво што креатор како тебе го снема. Кажи ми дали би се вратил, зборам со активно снимање, и ако се вратиш, сакам да ти дадам едноставно подршка во интерес на повторно такво едно спојување на YouTube сцената, па да биде човекот што ја расипал да ја поправи. Не, ја дефинитивно ќе се вратам, нека помина пандемија, затоа што дома мене тефтерот ми стои со идеја. Така сум таков човек кој што ако одма нека заврши пандемија, те барам одма. Имам најачи идеја што некогаш сме смислил. Да, затоа и ти дури ни Q&A ги правеше на најинтересен начин, а не можам да замислам. Тоа ми беше онака чисто. Само колку да се дешава нешто. Q&A ме тролаа многу фанови да сакаат да Но мене правам. многу ми беше интересно тоа, како се каже? Веверичка? Да, е тоа. Пеце. Добро, Боби, со последни твои зборови сакам да го одјавиш ова видео и што би им кажал на моментално фановите кои што некои те мразат, ама некои се уште би сакале да те гледаат секој ден. За фановите? Да. За фановите? Јутуберите моментално битни се или не се? Абе, кој ги ева јутуберите, ја ти кажам. Фановите треба да сватат една работа дека контентот е забава. Значи не знам како го разбира, тоа ти е исто како сега гледаш некој филм, ја не знам, Джейсон Статам го убил, не знам, Бред Пит. Да. И сега ти филмот го гледаш, завршија филмот и му идеш на Джейсон Статам на профилот му и кажеш, копиле едно, што го уби Бред Пит, бе, пичка ти материја! Разбираш, и ти кажеш, ало, Апсолутно. ова е забава, ако ти не се забаваш од видеото, не разбирам. Дури некаде драмите што ги правиме се колку да има. Да, колку да има нешто драж да се врти, дешава. Да, мислам, тоа е шоу. сите на некој начин сме и задоволни, ама и очајни на YouTube. Значи некад сме ни треба прегледи, некад не ни треба, некад ни треба сабскрајбери, се зависи што ќе ти побара каналот, не зависи од тебе баш многу. Ретко кој го разбира шоу бизнисот, тоа е шоу бизнис, затоа викам брат да се вратиш, годините ти го дозволуваат тоа, односно си зрел и го разбираш. Тоа мен, мене ми се лутат некој што ќе ги нападнам, а не лично,
Ама ме заболе, јас сум тој што сум. Па, да ти кажам, јас не ме засегам многу тој што ме закача, али не, јас сум таков што сакам правда. Така. Ја вриштам и се дерам кога нема правда. Ништо Боби, фала ти што се дружевме денеска, се надам дека беше окей. Да, ќе ја правам нешто ново и таму ќе те поканам и се надевам дека ќе се вратиш што поскоро и Ако? почнеш да снимаш. Деши ставете лайк, ставете subscribe. Јас сум во Белград. Се надам дека не ми се дупнати гумите и се гледаме во недела со влогче и се надам дека бака праса нема да ме уништи. Чао. All I wanna do is just flex.